Собствениците на недвижни имоти во заштитеното подрачје Малешево и понатаму се незадоволни и сметаат дека се оштетени. Според нив, ниту една од клаузулите наведени во статутот за заштитено подрачје досега не се исполнети. Нашиот став е дека процесот е нетранспарентен, не сме повикани, не сме известени, не се одржани со нас собственици, немаме дадено пристанок да имотите комплетно недвижни бидат дел од тој заштитен предел. Во конкретниот случај, ниту е изготвен посебен план за стопанисување со шумите, ниту се ускладени ловно-стопанските основи со посебните планови, ниту е донесена програма, ниту е донесен план за управување со шумите. Значи, јавното предпријатие имаше рок од 3 месеци, тој рок помина одам. Yes. И тоа е во статутот заведено, таму се наведени таксативни, можеби 10-12 пункти кои што се поставени, од тие ниту една не е остварена. Реакцијата на собствениците на имот доаѓа откако од Националното здружение на собственици на шуми вчера во емисијата на ТВ Стар истакнаа дека собственоста и начинот на користење на имотите не се доведени во прашање. Собственоста е загарантирана и таа не е спорна. За да можат луѓето да видат, можат, кога сакаат да си појдат на своите имоти и да си ги менаџираат така како што сакаат. Што е она што е неверојатно? Врз основа само на некаква ситуација казала, се направи еден толкав балон до неверојатни граници, понекогаш се сомневам дали оваа работа на вистина е прашање на стихија или тука има можеби аспекти на некаква организација. Според Скендерски, слични уверувања тие слушале и порано, но досега работите во пракса излегувале поинаку. Поради ова, тие бараат конкретно и трајно решение, но и јавна дебата за да ги спротистават ставовите. Од друга страна, од Националното здружение потенцираат дека сите дилеми и предлози може да ги кажат во новоформираниот совет на засегнати страни, каде и тие имаат своји представници и кој е директно вклучен во управувањето на заштитеното подрачје. Инаку со одлука на влада, подрачјето Малешево е заштитено подрачје од 5-та категорија на површина од 11.500 хектари. Речиси 70% од него го сочинуваат имот во приватна сопственост, внатре влегуваат шуми, пасишта, ниви, овоштарници и ливади.